Најпрвен, искрено сакам да кажам дека многу е тежок и болем самиот процес на прифаќање на развојот сам по себе и на еден нов живот сам родител. Меѓутоа, за жал, мојата борба не завршува овде, бидејќи утаму од каде што дојдов и завршив една приказна, носам се уште стравови, бидејќи се уште се присутни со тоа што во текот на целиот процес на еден развод се повторуваат истите закани, истите стратегии, истите, како да кажам, истите дела, само за да се одземе моето дете. Се прашувам каков е тој еден судски систем, едно општество кое се зема за право да даде одлука која за одзимање на дете од мајка, при тоа да нема ниту еден релевантен аргумент за истото, за да го направи тоа. И дали таа одлука е само врз база на едни лажни изјави кои се презентирани само од едната страна, за која цела е многу јасна. Утука поставувам прашање до истите суди и до тој родител, како може навистина, дали се свесни при ваква одлука, при ваква донесување при ваков став на овие нешта, да едноставно колку може да предизвикаат страв кај едно дете кое е само на 4 годишна возраст и кое е навистина многу поврзано со мене како мајка уште од самиот почеток, познавајќи се себе си и познавајќи го моето дете. И што може да му се предизвика и каква траума може да се придонесе на тоа дете, значи да се одели дете, нели? Значи самиот факт да се одели дете од една мајка. И дали ова е порака кон сите жени пред се мајки да едноставно да задржат еден лош брак само за да не си ги изгубат своите деца. Значи, почнувајќи од мојата слика и до она што јас наназад го собирав и се уште. Искрено се надевам дека се уште имаат честни и совесни луѓе во Врховен суд, бидејќи мојот предмет сега е таму. И дека се отпорни на секаков вид влијание и подкуп. И дека едноставно ќе променат, ќе имаат можност ваквиот начин на донесување на одлуки, кои се целосно под притисок и корумпираност, да го променат.